И го продолжуваме денешното издание со уште една многу исто така актуелна тема. Тоа се престојните мајски оперски вечери, 53-ти поред. Ирена, нашата драга колешка Ирена Спировска ја имаме на линк, која што ќе ни открие многу повеќе детали за овој голем настан. Добро утро, Иренче. Добро утро, Сузе, до тебе и до сите гледачи на телевизија Алфа. Како што најави ти, во пресред сме на мајските оперски вечери, а престижниот меѓународен фестивал посветен на оперската уметност традиционално ќе почне на 9 мај и ќе трае до 31 мај. Во рамки на истиот ќе бидат изведени некои од најубавите и најграндиозни оперски и една балетска представа со учество на реномирани домашни и странски режисери, сценографи, костимографи, кореографи, оперски и балетски солисти. Утринава разговарам со Христос Аракинов, уметнички директор на операта, од кого ќе слушнеме како течат подготовките и што се нуди оваа година во своите рамки мајски оперски вечери како фестивал. Добро утро. Добро утро, добро дојдовте во Македонското опери балет. Ви благодарам за посетата. На почеток сакам да потенцирам за важноста на овој фестивал. 53-ти мајски оперски вечери, самата бројка, самите години кажуваат колку ни значи и не само на нас како куќа, и за државата нормално, за Република Македонија. Оваа година, кога ја креиравме програмата, се одлучивме за 6 представи во рамки на фестивалот. Нормално започнуваме на 9 мај со премиерна изведба на Риголето. Една комплетно нова екипа, костимографија, сценографија, значи публиката ќе има можност да ужива во ексклузивна представа. Традиционално фестивалот започнува со палење на фестивалскиот оган, што е еден посебен, свечен, убав момент кој што со нетрпение и со возбуда го очекуваат сите уметници, но и многобројната публика што низ годините ги следи мајските оперски вечери. Така е, започнуваме во петок, 9 мај, традиционално пред платото на Македонската опера и балет, со палењето на фестивалскиот оган, со триумфалниот марш од Верди, познатиот Вердиев марш. За потоа да започне представата, пак ќе повторам, една ексклузивна представа. Се одлучивме за една италијанска екипа, режисерот ни од Италија, диригентот исто така од Италија. Ќе настапи Леон Ким од Кина и нашата, да не заборавам, нашата во улогата на Джилра, нашата Ана Дурловски, која на оваа представа ќе има и еден јубилеј, 25 години од незината плодна уметничка кариера. Како помина подготовките или можеби се уште се во теки последните подготовки, проби? Значи напорно е, сите сме вклучени од оркестар, хор, административен дел, сценска техника, верувајте, се работи од сабајле до вечер, многу проби, многу залагање, но успеваме да стигнеме и мислам дека ќе биде се во најубаво. После свеченото отворање со Риголето секако следуваат и останатите фестивалски денови и атрактивната програма што ги опфаќа истите. Да ни кажете што се ќе може публиката да проследи овој пат на мајските оперски вечери? Така, после Риголето, премиерната изведба на 15 веќе ние безвременската балетска представа Лебедово езеро, гостин од диригент од Ерменија, имаме исто солисти гости од Украина. Понатаму ни следи на 19 на Буко, исто така со ексклузивни гости од странство и нашите домашни солисти, да не ги заборавам. На 23 ни е представата Мадам Батерфлај, на 27 ни е представата Турандот и завршуваме традиционално со грандиозната представа Аида на 31 мај. Мајските оперски вечери очигледни оваа година подготвено ќе пречекаат публиката во салата на Македонската опера и балет, а низ годините фестивалот успеа да создаде една вистинска публика со префинет вкус која редовно го следи низ годините и не пропушта ниту една представа. Каков е интересот оваа година за присуство на мајските оперски вечери? Се пофалам во овој дел, значи од која е започната сезоната, од
септември. Не красат полните сали, публиката ни е овда, го почитува тоа што го правиме, се навистина многу работиме, верувајте, и затоа ни се салите полни, публиката е задоволна, нудиме ексклузивна, квалитетна програма со квалитетни домашни и странски солисти. Овој пат морам да потенцирам и да нагласам да побрзат доколку сака да посетат една од представите. Првите две представи ни се веќе комплетно распродадени. Многу малку билети ни се останати за останатите 4, така да еве ги уште еден апел да побрзат да си набават билет за мајските обрски вечери. Расте ли навиката да се купуваат годишни билети? Маркетингот не е задолжен за таа работа. Расте навиката, имаме и годишни билети, имаме и блок билети, нудиме и за мајските обрски вечери блок билети со попуст, не знам точно како е, но веќе сме навлезени во таа насока. За време на овие фестивалски денови, Македонија и нашата опера и балет ќе бидат домаќини, како што спомнавме, на реномирани светски имиња од областа на оперската уметност. Оваа соработка е многу значајна и за нас, но верувам дека и тие со посебно задоволство доаѓаат и ја прифаќаат поканата. Нешто за таа соработка и значењето на истата. Нормално ја креираме програмата месеци наназад. Се консултираме со нивните менаџери, ги пратиме и они со задоволство прифаќаат да дојдат. Некои веќе биле во Македонија, гостувале во Македонската опера и балет и навистина верувајте задоволството обострано. Овде се по цел ден со нашите солисти, пробите течат максимално коректно, добро, во една пријателска атмосфера и знаат каде доаѓаат. Ние со години наназад веќе високо котираме на високо место за еден тип на ваков фестивал. Токму и тоа сакав да го нагласиме, бидејќи од изјавите што самите гости секогаш ги споделуваат после настапите, навистина и тие се восхитени од квалитетот, од приемот и од начинот на кој што тука имаат можност да ја практикуваат уметноста. Ви благодарам за одвоеното време, ќе ви посакам успешна реализација на предвидената програма за ова 53-то издание на мајските оперски вечери. Ви благодарам за посетата и уживате во представите. Секако, тука некаде полека ќе го привршиме овој разговор, уште еднаш подсетувајќи ги сите љубители на оперската и балетската уметност да побрзаат да си набават билети, да не ги пропуштаат овие спектакуларни моменти кога на сцената во Македонската опера и балет ќе блеснат познатите домашни и странски имиња, нудејќи можност за уживање и незаборавни моменти на сите оние кои што ја љубат операта и оперската уметност. Сузе, од мене толку за утринава, се гледаме утре со нова тема. Се гледаме утре, ти благодарам многу и еве уште еднаш отворена покана, на време да си набават билети сите љубители на оперската уметност.